Здраво на сите! Како што видевме во претходната епизода, продолжуваме со уште една продолжение на тоа што го начнавме во првиот дел. Продолжуваме да зборуваме за децата, за како да го направиме нивното учество пошироко и како да го направиме дел од нашето секојдневие. Во првиот дел имавме една многу плодна дебата, која што се надевам дека ќе продолжи во вториот дел. Но нема да останеме се разбира само на проблемот, ќе преминеме на тоа како можеме да го решиме проблемот, односно каде има простор за действување, аналогно на тоа дали училиштата се единственото место каде што децата може да действуваат или се разбира има простор во локалните совети како што е Кристијан членот, Прелешкиот локален совет, понатаму младинските клубови, културните активности во општината или пак во државата, односно кратко кажам како да го прошириме просторот на нивното действување. Па училиштата се одлично место каде што децата можат да започнат со носење на различни одлуки, со организирање на различни активности, но сепак мислам дека може да се вклучат во многу повеќе работи каде што ќе има многу поголем ефект нивниот труд за да направат некои си промени во општеството, почнувајќи од младинските, локалните младински клубови, па потоа од манифестациите културни, од изложбите, од волонтерските иницијативи и слично. Децата имаат многу голем потенцијал. Особено во градот Велес, кој што го познаваме како град на уметноста, децата имаат многу голем талент. Познав деца кои што се одлични во глумење, цртање, фотографирање. Меѓу нас има деца. Да не бидеме скромни. Точно. Мислам дека ќе биде добро да се направат повеќе клубови, повеќе организации каде што децата ќе можат слободно да ги покажат своите знања, своите таленти и вештини. Може би ни е потребен и некој простор отворен каде што децата ќе можат да прават отворени изложби за сето она кој што тие ќе го креираат и ќе го создадат. Доколку сите овие работи се додадат во нашата општина, не само што ќе се прошири просторот за учество кај младите, туку и тие ќе имаат чувство во нив дека нивната работа уствари цената, дека нивниот глас се слушнат. Тие ќе имаат се поголема и поголема желба да создават нови работи, ќе имаат поголема желба да носат одлуки, ќе имаат поголема желба да се вклучуваат и да се едуцираат на тоа како можат да направат некоја промена во општеството, и сепак овие денешни деца утре ќе бидат големи возрастни личности кои што ќе треба да го преземат општеството во нивни раце и денес мислам дека има многу добри начини на кои што може да започнат да се справат за тоа. Сепак, да, јас сакам исто да спомнам дека се согласувам дека секогаш може подобро, меѓутоа сметам дека нашата општина е една од општините која што се има највеќе развиено на тој план, поради тоа што нашата општина е една од ретките општини кои што има младински советник, младински работници. Исто така во нашата општина е една од првите општини кои што има локално младинско собрание, локален младински совет. Исто така во нашата општина има и Европска куќа, кој што е место на кое што е наменето за младите да можат простор кој што младите можат да го искористат за да се искажат на било кој начин кој што ги посакаат. Исто така во нашата општина постои младинскиот центар. Знам и за работењето на повеќе невладини организации, чие што примерна насока на работење се и младите луѓе и децата и нивната неформална едукација, така што мора да признаеме дека иако има место за напредок, сепак нашата општина е многу подалеку во однос на некои други места, дека можеме да се пофалиме и со тоа. Секако можеби малку поголем проблем е колку децата сакат да се вклучат и колку е нивната мотивираност, меѓутоа секогаш ќе се најдат оние деца кои што ќе бидат активни учесници во се оно што се случува. Исто сакам да напоменам дека и во голем дел од училиштата има и поддршка од службата од наставниците,
во поглед на дали глумењето, Театарски представи, театарските представи. нашата гимназија. Да, исто така и пеењето над преварите, а исто така и од самата општина. Сметам дека општината е на еден добар пат во препознавање на оние млади таленти, бидејќи нели секоја година се наградуваат учениците од средно и од основно училиште, кои што се истакнале во одредени области, така што сметам дека сме сепак на добар пат. Изабела, да имаш нешто да додадеш? Па, не знам, јас би се сложила со сите тоа што го кажавте, нели, дека има нели работи кои што требаат, како да кажам, за да се догради општеството, но кој што каже Кристијан, сме многу понапреди споредно со нели некои други градови, некои други општини и нели општината Велес како град, нели има простор за нели да се развива и понатаму на било каков план, нели било каков план поврзан за децата и за младите, нели така да. Јас би додала само дека ако идентитетот на децата го сведеме на ученици, односно само ако бидат вклучени во училиштето, тогаш дека нешто се сгрешиле. Тука дадовме многу примери каде што тоа во нашата општина конкретно не е така, каде што ги подржуваме како пред се активни граѓани и едни творци на културата која што ја формираат. И ако одиме пред се во таква насока, сметам дека сме на правилниот пат. И всушност и самата активност, мислам дека не се мери во тоа колку децата се вклучени например во одреден проект, туку колку ние возрастните, кажано нели метафорично, им даваме доверба да тие размислуваат и да го користат својот капацитет и размислуваат со своја глава, затоа што пред се да тие да учествуваат во нешто, да бидат некако потикани, треба некој возрастен тоа да го возможи. Сметам дека ние сме на многу добар пат во Да, па и искрено со тоа можеме да се надоврземе и на првото прашање во врска со тоа во каква средина треба да живеат децата. Најдобрата и најплодната средина во која што може да се стават децата како да нарастат таленти, средина во која тие ќе можат да го изградат својот идентитет. Како што кажа ти, не само во училиште, туку и во многу други аспекти, тие да можат да се пронајдат самите, бидејќи доколку ги ставиме децата, ги затвориме на еден начин во одредена кутија, во место каде што нема да им даваме простор да ги расшират своите хоризонти, тогаш сме направили нешто погрешно. Така, на крај може би најважното прашање стасуваме, како можеме и дали можеме всушност оваа култура на вклучување да ја направиме не само проект, туку една вредност која што ќе остане, односно дали пред се тоа можеме да го направиме реалност, а не само некоја посафувана и фиктивна желба за која што цело време зборуваме и се стремиме, како да го оствариме? Сметам дека во денешниот свет има доволно алатки со кои може тоа да се направи. Сметам дека социјалните мрежи се едно место на кое што е можеби најефективно за спроведување на информации до кои децата ќе имаат пристап и со кои тие ќе можат да се информираат за тоа што можат да прават во општината, за тоа каде можат да отидат, како може повеќе да се образуваат и на формален и на неформален начин. И многу е важно што треба да се надмине таа стигма и табу околу децата кои учествуваат во вакви активности во градот. Потребно е баш овие деца да бидат мотивирани да проложат со тоа. Меѓутоа потребно да се најде и начин за оние деца кои што не сакаат да бидат вклучени, тие да бидат поттикнати, можеби ако не отидат по тој пат, да најдат нешто друго што ги влече, што ги интересира. Сега тоа мислам дека е и најтешкиот дел од ова. Најтешко е да ги мотивираме децата да бидат активни учесници. Не знам како размислување имате вие за тоа, како може тоа да се направи. Јас и претходно имам размислувано за ова прашање, меѓутоа навистина е тежок процес. Комплексно.
И пред себе тука тоа што го напомена тоа дека треба да ги вклучуваме децата, ќе се наdoveзам на претходното прашање. Ние зборуваме цело време за правата, меѓутоа ние сме да се правиме еден клучен момент дека секој право сноси и определена одговорност. Не можеме ние цело време да бараме, а од друга страна ништо да не даваме и би напомнила дека насила или на некого нешто можеш да му земеш, ама не можеш да му дадеш. Така што децата од една страна треба да бидат свесни за се што поседуваат во реалноста, доста тоа го има и понатаму на правилен начин да го искористуваат. Да, децата треба да се научат и да се грижат за она што им е дадено. Се среќаваме со многу случаи што одредени делови од нашиот град кај другите градови се уништувани од децата, каде што дури оние нешто кои што им се дадени, не се чувани. Така што треба да се работи многу со децата. Тие да бидат научени дека и она што им е дадено треба да го негуваат и да го ценат. Исто така. Џабе ние што зборуваме бака, нели, доколку и во семејството дома не се разговараат на тие теми, нели, ќе бидат бескорисни сите оние работилници, сите оние обуки кои што ги вршиме през децата, доколку, например, не работиме со родителите, например, не мора ние, може некој повозрасните, нели, возрасен со возрасен, или на некој јазик на кој што тие, нели, би се разбрале, за, нели, сепак детето треба да се го слуша родителот, не да го слуша што ќе му го кажат, така да би требало повеќе со родителите да се работи за однесувањето на нивните деца. Да, апсолутно би се сложила, затоа што пред се и претходно зборувавме, домот е еден примерен простор, понатаму училиштето и општеството, затоа што општеството на крај на денот е како една колективна рамка која што поставува граници на се што е возможно од невозможно или пак добро од лошо, според некои претходни утврдени вредности и тие треба на некој начин да се почитуваат, меѓутоа и никогаш да не се плашиме дека секогаш може подобро и секогаш има простор за тоа биде подобро. Сметам дека е неопходно да постои на некој начин како едукација за родителите, бидејќи не може секој да биде секогаш спремен за да биде родител и тоа е сепак голема одговорност. Затоа можеби е потребна да има некоја како задолжителна едукација кај сите родители да разговараат со психолог, со стручно лице кое што ќе научи како во одредени ситуации тие може да реагираат, како во одредени ситуации можат да му помогнат на детето кога е потребна на нивната помош и нели сепак претпоставувам дека не е лесно да се биде родител, па затоа е потребно да биде доволно спремни. Би се надврзала на тебе, кога го спомна тој момент веќе на родител, како што веќе има една мисла претходно, нели секој дете заслужува да има родител, меѓутоа не секој родител заслужува да има дете. Тоа може би се некои експлицитни примери, меѓутоа постоја и едукацијата тука е многу битна. Ние за се нешто што ќе направиме, гледаме онлайн туторијали, читаме книги, а пред се кога доаѓа родителството во прашање, многу мислат дека се спремни, може би не сме доволно, како да кажам, одговорни да зборуваме на оваа тема, меѓутоа од одредени примери, како што гледаме, многу стануваат родители пред всушност да се запознаат со последиците што ги носи тој голем момент во нивниот живот. Да, но сепак мора да признаеме дека и, како што кажа Михаил, да се биде родител не е лесно. Мислам дека родителството е едно од оние нешто што не може да се научат, не може некој да те научи како да бидеш родител. Секој еден родител се запознава со различни предизвици нели во растењето на неговото дете и родителите денес се соочуваат со проблеми на денешното време, така што како што треба да се посвети внимание на децата и со така треба да се најдат механизми и родителите да можат на правилен начин да се соочат со сите проблеми и со сите предизвици на денешницата. Има еден цитат, може би нема да го кажам од спортот збор, не го паметам толку добро, меѓутоа гласи од прилика за да знаеш колку далеко си стигнал денес, не го гледај семето кое што си го посадил, гледај го семето кое што си го посадил, но не го гледај плодот кој што израснал. Што значи дека ние треба уште веднаш да започнеме
да работиме на она што сакаме да го видиме во иднината, бидејќи нема семе кое што е подобро од децата, бидејќи тие се нели иднината на селото. Или парафразирано кажано, треба да го почитуваме животот додека тој расте, а не само од кога ќе израсне, од кога ќе биде оформена личност, затоа што пред се да стаса до тој момент, секој не се родил, прво научил да зборува, да оди и се остакнато. И како една сумација на цело ова прашање, само би надополнила дека не сме учествували да представува проект, затоа што секој проект, како што знаеме, има почеток и крај, а вредноста е таа што останува, а би истакнала дека вредноста останува само тогаш кога самото учество станува дел од начинот на живот, а според тоа треба да се стремиме кон едно такво учество и да ги слушаме децата, затоа што општество кое што не ги слуша своите деца, општество кое што нема иднина, но ова не е кажано само како една некоја фраза, толку како една вистина, која што колку побрзо ја сватиме, толку и било подобро за нас возрастните. Затоа што пред се, оние кои што не ги слушаат децата, се оние кои што не знаат каде одат. Едноставно ќе го изгубиме нашиот морален компас, ќе се движиме без да знаеме крајната дестинација. Да, добро, малку мислам дека се осврнавме и на добрите и на лошите работи. Само да знам од вас, вака сега во моментот, едно нешто што ви се допаѓа во нашата општина во план на нели децата и младите и едно нешто што мислите дека може уште повеќе да се работи најдобро и да се надогради. Апсолутно ми се допаѓа што во последно време се посветува многу внимание на мотивацијата на децата, би кажала. Сведоци сме дека во општината пред се има различни надпревари и тие надпревари се вреднувани и некој тоа го вишува, го почитува, го важува и тоа кај децата ставя на пред се слика дека некој ги слушна, дека некој ги уважува нивниот квалитет. Односно тоа што не ми се допаѓа или пак би кажала што може да се работи, апсолутно на стимулацијата, односно вклучувањето на останатите деца, затоа што некако имам впечаток дека на сите настани не да тие пати деца одат. Да. И не знам, повторно се враќаме дека не можеме на некој нешто да му дадеме, можеме само да му себеме. Како да најдеме начин, тоа е прашање можеби на кој што не можеме во моментот да дадеме одговор. Да, гледам се согласувам. Нашата општина навистина ги уважува дел од децата кои што нели се активни учесници во да кажам животот во нашата општина генерално, па и нели училишниот живот. И да, ќе се согласим и за другото дека треба да се најдат механизми да се поттикнат сите деца. Јас се согласувам со тоа што Лијанова кажа целосно, односно мислам дека општината многу се труди за нели децата да бидат слушнати и вклучени, и голем број на деца имаат нели шанса да ги покажат своите знања, своите вештини, да го искажат своето мислење и слично, но останатиот дел од децата не се труди воопшто, бидејќи да речем не гледа потреба и корист од тоа тие доаѓаат на различни проекти, на различни настани и манифестации и слично. Мислам дека ние треба да им докажеме зошто е тоа потребно, зошто треба тие нели уште од малите години да се учат како да го искажат своето мислење. Зошто треба тие да ги покажат своите таленти, своите вештини и слично, бидејќи сето оно што децата сега го прават, ќе им биде потребно во иднината. Исто мислам може да се согласиме дека од нашата општина, ако не слушаат, треба да се реши проблемот за кочењето скитници и не треба велосипедска патка во целиот град. Би се сложила. Од друга страна би исто кажала дека мислам дека генерално барем за во гимназија, во училишниот двор, мислам дека тој проблем не е дека е наполовично решен, дека од
кучињата полека се собираат, од друга страна за велосипедскива пати ќе берем со Кристијан, имаме многу дебатирано на таа тема и во неформални дебати, меѓутоа и во формални дебати, дека нашиот плански регион е со некоја таква структура, рицко чадолче, што нема многу големи можности да се спроведе, меѓутоа се разбира секогаш. Може да се изнајде решение, дали во паркот, дали на најден простор каде што гибениците на возење велосипед може да го прават тоа. Да, мислам дека имаме доволно паркови и игралиште, само тоа ми фали. Велосипедска патека. Мислам дека треба исто така и да нели да им покаже на децата дека треба да бранат својата жива средина, со тоа што спомна Кристијан, возењето на велосипеди. Возењето на велосипеди многу има покорисно на децата отколку да се возат цело време со автомобили или со не знам, со мотори и слично, бидејќи тоа е како прво добро за нивното здравје, како второ е многу добро за живата средина. Треба да наоѓаме некои алтернативи кои што ќе помогнат да го исчистиме градот, да го направиме поздрав, поубаво место за живење. Треба да организираме многу повеќе еколошки акции, треба многу повеќе да садиме дрва, да чистиме отпад, треба да најдеме некоја замена за автомобилите, бидејќи имаме приметено дека некои луѓе цело време користат автомобил без разлика колку е блиска дестинацијата кај што треба. Рецимо нашиот град е доста можеби не мал, меѓутоа со од една дестинација друга се стасува за 15 на 20 минути. Има многу автомобили. Има многу автомобили, меѓутоа и самото сваѓање на дрва, чистење на акции да биде еден одржив план, а не да се направи само денес и треба никој да се да почне. Да. Тука можеме да го спомнеме и Езерото Младост. Езерото Младост е пример за неправилен начин на одржување на животната средина. Мислам дека и ние како деца и млади треба да дадеме напори за да се зачува Езерото Младост и да се прекине со негово искористување во насока на градење на згради и различни инфраструктури кои што му прават се освен да му помогнат на езерото и можам да кажем дека го водат кон пропаст. Мислам дека на нас како млади ни требаат, например, и простори за забави, бидејќи нели на тој начин ќе формираме друштва, ќе се дружиме, ќе се забавуваме, бидејќи нели не е доволно само да испаднеш нели на кафе или на улица со друштво, тука например да отидеш на забава, да се подружиш, да поиграш и така. Тука би спомнала и да не го забравиме моментот кој што се го направивме и се потрудивме, всушност Михаил го направи, меѓутоа да го испрезентираме. Михаил направи анкета во нашата гимназија за тоа што на учениците им треба, што им недостасува, така што може да ги видиме резултатите од анкетата, да видиме што всушност учениците од нашето општество бајаат. Да, прашањето на анкетата беше едно нешто што би го смениле во општината и можеме да ги разгледаме одговорите. Би направил повеќе места за прошетки, би организирал повеќе забави, би организирала редовни акции за чистење и садење дрвја, би поставил камери и улично осветлување во секој ќоше, би направил голем дом за кучиња скитници во кој што ќе ги собере сите, би организирал задолжителни обуки за сите родители. Сепак овие нели се повторуваат со она што го дискутиравме и некои од одговорите Предвозите всушност се веќе спроведени, да, можеме да се согласиме. спроведени се. Да. Исто така, некои од работите повеќе деца нели ми дадоа исто одговор, па затоа ги спојим. Бидејќи имаме неколку проблеми во градот кои што треба да реагираме и да ги решиме. Да, мислам дека во поглед на тоа, на проблемите и кога што мислиме ние како млади, како деца, дека се проблемите, дека сме споени, дека сите го имаме истото мислење, генерално. Да. Претходно Кристијан го спомна и Велешкото езеро, знаеме дека нели во минатите години, особено во 2024 година се примети колку цима расипано и уништено тоа езеро, но веќе општината веле се започната со
чистење и со градење на планови за тоа како може да се спаси езерото на некој начин. Тоа е секако резултат на невниманието. И експлоатацијата, повеќе би рекла. Да, Ние така. го искористуваме се тоа што езерото ни го дава, меѓутоа за возврат не даваме ништо. Да. А тоа апсолутно води кон пропаст. Да. Кога само се зема, не се вложува повратно. Мислам дека езерото е нели одлично нешто кое што се наоѓа во околината на Велес и Треба да се искористи. треба да се искористи, да треба да дадеме се од себе за како прво се спаси и како второ да се надогради за да не се случуваат повторно овие проблеми, да го направиме едно пријатно и убаво место каде што ќе можеме нели да отидеме да се дружиме, да уживаме во убавината на природата на тоа езеро и на градот. И така стасавме до крајот на овој подкаст, меѓутоа не и до крајот на оваа тема, затоа што кога зборуваме за децата, тоа е една неисцрпна тема и морам да кажам дека всушност зборуваме за возрастните и како и колку тие спроведуваат една култура на грижа, правда и правила, не исклучоци. Ова не е повик само да промениме закони, да промениме институции, туку е повик да промениме пред се срца и навики, затоа што не треба всушност да им дадеме глас на децата поради тоа што тие веќе гласно зборуваат. Ние треба само да застанеме, да ги слушаме, што всушност бараат, односно да ги вклучиме во јавниот дискурс. И за крај би кажала како една порака дека децата всушност не чекаат, тие живеат сега и одма и треба на таков начин да ги испрачаме сите нивните потреби. Се надам дека оваа дискусија ќе продолжи надвор од тука и дека сите ќе се вклучиме во овој разговор и дека сите ќе дадеме барем мал принос кон решавање на проблемите со кои што се случуваме како деца и млади.